Последниот пат кога проповедав, размислувавме на тема, можеби ќе се сетите, темата беше што ќе оставиш зад себе. И целта на проповедта беше да размислиме за она што го нарекувам или што го нарековме за барем за таа проповед, за целите на таа проповед, духовно наследство. Кога зборуваме за наследство во секојдневен контекст со луѓето, многу често мислиме на материјално, ама верувам дека Библијата, иако не се спомнува таа фраза духовно наследство, мислам дека никаде во Светото писмо не се спомнува, ама концептот за духовното наследство и тоа како е присутен во Светото писмо. И духовното наследство го дефиниравме како начин на однесување, одредени вредности, одредени носење одлуки, поведение со кое што на другите им кажуваме или преку кое што другите ги учиме што значи да бидеш човек и што значи исто така многу важно да бидеш верник. Изборувавме за тоа дека за разлика од материјалното наследство кое што некој ќе може да го остави, некој нема да може да го остави, духовното наследство е нешто кое што секој еден од нас ќе го остави. Прашањето е повеќе дали ќе биде добро или лошо. Дури би рекол дека во одредена смисла ќе биде и добро и лошо, бидејќи сите ние сме грешни и ќе оставиме нешто зад себе кое што некој однесување, некој начин на размислување, некои реакции кои што ќе речеш можеби од страна ги видиш, ќе речеш не се баш најпримерни, ама поентата според мене, барем ние како верници, да не оставаме некое лошо духовно наследство нака свесно и да се помириш дека јас сум таков и таков ќе си останам. Туку до последниот здив да има борба со гревот и барем тоа да им биде очигледно, ако во некои аспекти сме несовршени, а ќе бидеме несовршени во некои аспекти, барем да биде очигледно дека не сме се предале, дека до крајот сме војувале, сме биле дел од битката. И поентата беше дека со начинот на кој што ние го живееме животот на другите луѓе им пренесуваме некаква порака. И прашањето беше на таа проповед што тогаш ја поминавме беше каква е таа порака? Што ги учиме другите? Каков пример оставаме? И она што ние го оставаме зад себе како духовно наследство ќе влие врз другите. Се разбира оноку колку што другите ќе сака да го прифатат, ама факт е дека кога ќе видите, например, тоа дури некои статистики го покажуваат, кога ќе видите дека во некое семејство, кога одредено дете, ајде да речеме, но дете расте во семејство кај што има некои одредени дисфункционалности во тоа семејство, шансите за тоа дете утре кога ќе порасне тие дисфункционалности да ги има во своето семејство се многу поголеми. Кога ќе видите, например, за некои статистики, кај нас мислам дека не водат толку многу статистики, ама ајде да речеме, ако може да ги земе како меродавни тие што се на западот, они на западот скоро да се има статистика, ама ќе видите дека ако едно дете е пораснато во семејство во кое што таткото и мајката се разделени и не живеат заедно, шансите дека тоа дете ќе помине низ такво некој искуство во својот брак му се зголемуваат. Не секогаш, се зголемуваат. И затоа зборуваме и размислуваме за духовно наследство, бидејќи свесно или несвесно, првично родителите, ама исто така и тие луѓе на кои што се угледуваме, што имале важна улога во нашите животи, свесно или несвесно ќе не поучат на нешто, и сега прашањето дали ние ќе го прифатиме тоа на кое што тие не поучиле. И ние би сакале да размислуваме дека само затоа што некој ни оставил лош пример, и повторно ќе кажам, нема совршени родители. Твоите родители, моите родители, тука не сум тука да ги ругам твоите родители, тука сум да зборам и за моите родители. Нашите родители во нешто ни оставиле, ни покажале некаква слабост. Покажале нешто со таа слабост ни покажале некаков пример кој што не треба да се следи. И сега прашањето е дали ние ќе го прифатиме тоа или ние ќе го преиспитаме тоа во контекст на Светото писмо. И токму тоа е поентата на днешната проповед. Ние минатиот пат размислувавме дека е добро да плански да му пристапиме на прашањето и со намера да му пристапиме на прашањето што ќе оставиш зад себе. Ама денеска ќе размислуваме повторно за духовно наследство, ама малку ќе ги промениме улогите. Минатиот пат беше што ти ќе оставиш зад себе, и тоа е многу важно прашање според мене, ама овој пат денеска ќе размислуваме за што тебе ти е оставено. Бидејќи ти имаш одговорност
И јас имам одговорност за тоа каков пример ќе покажеме на другите. Првично на најблиското семејство, на пријателите, на луѓето, пак е минатиот спомнав, па дури на непријателите. Некој пат со твоето однесување непријателите ќе им оставиш духовно наследство. Ама исто така, одговорноста не е само што даваш, туку одговорноста е и што имаш примено и како ќе му пристапиш на тоа што го имаш примено. Првично, од контекстот на родителите, контекстот на можеби браќа, сестри, повторно луѓе кои што на кои што си им дозволил да ти влијат во животот. Бидејќи ние во одредена мера, сакале или не да признаеме, во одредена мера, онолку што ќе дозволиме, за добро или за лошо, покрај другото сме резултат на околината во која што сме растени. Било тоа да е најблиско семејство, било тоа да се пријатели, било тоа да е други луѓе кои што повторно имаат влијание во нашите животи. Повторно него. Во одредена мера и онолку колку што ќе дозволиме. Ама факт е дека ти не можеш да бидеш сосема поинаков од таа околина во која што си растен. Тука учиш работи. Учиш добри, учиш лоши работи. Добрите продолжи ги. Лошите седни, размисли. Добро е да седнеме, добро е да размислиме и да ги приспитаме во контекст и во светло на Светото писмо. И тука доаѓаме денес ќе размислуваме за два примери. Првиот пример е за човек, цар на Израел. Знаете, по владењето на Соломон, ние ќе кажеме Израел или царството Израел во Стариот Завет. Значи првиот цар го имате во Израел беше Саул, после него доаѓа Давид и после него доаѓа Соломон. До Соломон царството е познато како Израел. После Соломон царството се дели на два дела. Се дели на северниот дел, кој што е познат како Израел, и јужниот дел, кој што е познат како Јудеја. Северниот е поголем, повеќе племиња припаѓаат на северниот дел, на јужниот припаѓаат помалку племиња. И генерално гледано ќе читате во Стариот Завет, особено овие книги, прва книга Цареви, втора книга Цареви, ќе видите дека повеќето од царевите кои што владеа, особено во северниот дел, беа многу лоши. И еден од нив е човек по име Охозија. И можеби тоа име на некој од вас му е познато, можеби не му е познато, знам дека го спомнавме кога имавме серија проповеди за Илија, бидејќи Илија доаѓа во контакт со царот Охозија, некој царот Охозија му е него цар. И Охозија всушност беше син на, според тоа што го читаме во писмото, најлошиот цар во историјата на Израел, а тоа е човек по име Ахав. И во прва книга Цареви, 22 глава, 29 до 40 стих, имаме извештај за смртта на Ахав. Значи, прва книга Цареви, 22, од 29 до 40. Тука имаме извештај за смртта на царот Ахав. Може би во вашите Библии барете трета Цареви ќе биде, не сум сигурен. Бејќи таму прва и втора Самуилова, мислам дека се обележени како прва и втора Цареви, ама не ме држите за збор. Прво Цареви е? Во ред. Во ред. Значи прво Цареви сепак си останало така е. Значи прво Цареви 22 глава, 29 до 40 стих е тој извештај за смртта на Ахав, и во тој извештај за смртта на Ахав пишува вака. 40 стих само ќе го прочитаме. Вика: Ахав почина кај татковците своји, а место него стана цар синот негов Охозија. И оваа изјава, а наместо него стана цар синот негов, често ќе ја забележите во овие царскиве книги што се за царевите, затоа што еден цар умира, наместо него се зацарува неговиот син. Сега, оно што многу често се случува кога ќе дојде нов цар во Израел и во Јудеја во тоа време, ќе кажува наместо тој и тој цар дојде неговиот син, тој и тој, и или онма после тој стих, или некаде во таа глава е опишано неговото владење со или го правеше тоа што беше добро пред очите на Господ, или го правеше тоа што беше зло пред очите на Господ. За Охозија во прво Цареви, глава 22, стих 53, пишува вака: Но тој правеше зло пред очите на Господ
И одеше по патот на својот татко и на својата мајка и по патот на Јеровоам, синот на Нават, кој го наведе Израел на грев. Тој му служеше на Ваал и му се поклонуваше, го разгневуваше Господ Бог на Израел, исто така како што постапуваше неговиот татко. Значи имаме нов цар кој што правеше оно што е зло во очите на Господ, ама оваа фраза не смееме да ја прескокнеме. Вика, и одеше по патот на својот татко и на својата мајка. Охозија доби одредено духовно наследство, ако можеме така да го кажеме. Нек татко му и мајка му со своите животи му остави одреден пример за тоа како треба да се живее животот. Вика, тој тргна по нивниот пат, а тој беше патот на идолопоклонството. И тоа многу добро се гледа во следната книга. Оваа е последна глава од Прва Цареви. Во Втора Цареви, глава 1, стих 2 вика вака: а Охозија падна низ прозорецот на горната соба од својот дворец во Самарија и тешко се повреди. Вика, па испрати гласници и им рече: одете, прашајте го Велзевул, екронското божество, ќе оздравам ли од оваа повреда. Значи, со својот начин на живење, Ахав, татко му, и Езавела, мајка му покажаа дека, знаеш што, кога ќе имаш некаква потреба, кога ќе имаш некаква криза, кога ќе имаш некаков проблем во животот, добро е да се посоветуваш со повеќе богови. Добро е да се консултира со што повеќе богови, бидејќи најверојатно му рекле колку повеќе богови имаш на твојата страна, толку ќе ти биде подобро во животот, толку ќе си позаштитен, ќе си покриен, ќе бидеш побезбеден. И кога Охозија се најде во животна криза, он го направи тоа што го виде од мајка му и од татко му, тоа што мајка му и татко му години наназад го правеа. А тоа е консултација или отиде и се понадева на она лажно божество кое што наречено тука Велзевул. И сега некој од вас може би ќе рече: ама знаеш што, мене моите родители никој пат не ме учеле да трчам по други богови. Мене може би родителите ме учеле дека има еден бог, дека тој е богот на христијанството и така натаму, и ако твоите родители те учеле тоа, супер, баш ми е мило. Ама мислам дека тоа не го затвара прашањето што ти е оставено тебе како наследство. Бидејќи родител може да го поучува своето дете дека постои само еден Бог, дека тој Бог се наоѓа, вистинскиот Бог е откриен преку христијанската вера, преку христијанското учење и доктрина. И тој аспект да биде точен од воспитувањето од страна на родителот, ама некои други аспекти да не бидат како што треба. Во некои други аспекти родителот ти каже: да, има Бог, или може би не со зборови, ама со дело ти покаже: има Бог и треба да веруваш во Него. Ама кога ти згусне во животот, евите неколку алтернативи. Како да се соочиш со тие кризи во животот. Евите неколку алтернативи како ти да се снајдеш за да излезеш од некоја криза. Бидејќи според тоа што го читаме во Стариот Завет, во прва книга Цареви, Ахав никој пат не го одрече постојањето на Господ, кој што е откриен во Светото писмо. Он го имаше Господ и многу други богови. Господ и многу други решенија за кризите во животот. Значи, ќе му се помолам и него, ама ќе направам и други работи кои што се спротивни на тоа што тој го сака, за да се осигурам дека мене ќе ми биде добро. Секој родител на своето дете му остава некакво духовно наследство. Прашањето е какво е тоа. И кога ја отварам оваа тема, мора да направам некој баланс од перспектива на Божја заповед е да ги почитуваме своите родители. Божја заповед е тоа. И ние сме обврзани, каков и да е родителот, да го почитуваш. Ама поентата и мислам дека треба да разграничиме помеѓу почит и имитација. Ние сме повикани да ги почитуваме сите луѓе, да ги сакаме сите луѓе. Ама не значи дека треба да го повторуваме нивното однесување. И повторно, поентата на оваа проповед не е ние сега да оцрниме образ на некој родител или на луѓе кои што ни влијале во животот. Нема да се однесува, не мора тоа само на родители да се однесува. Може би ќе биде водачна црква, може би ќе биде некој што ти бил како ментор во животот и некои други луѓе кои што ти влијале.
Поинтата е за наше добро, за доброто на нашите ближни, за доброто на нашите семејства, за доброто на луѓето со кои што делиме заедно живот, да го преиспитаме тоа што ни е оставено како пример. Во светло на Светото Писмо. И со Божја помош, тоа што ни е оставено како лошо духовно наследство, како лошо носење на одлуки, како греф, како погрешен пример, во домот, помеѓу најблиските да речеме, Господе, не сакам јас да го продолжам ова. Ова наследство не го прифаќам јас. Го прифаќам доброто. Го прифаќам тоа што е доблесно. Ама ако има нешто што сум го видел дома, ако има нешто што сум го видел помеѓу пријателите кои што ми влијаеле и гледам дека јас само си продолжувам по тој пат, како Охозија, што продолжи по патот на татко му и на мајка му, да речеме, Господе, не сакам ова да биде дел од моето сведоштво. Може би беше дел од сведоштвото на татко ми, на мајка ми, на брат ми, на сестра ми, на дедо ми, баба ми, кои што ми влијале, кој да е. Ама гледам дека во светло на твојот збор, ова не е правилно. Охозија да го направеше тоа. Кога татко му почина, Охозија да седнеше да го направи тоа и да рече, ајде да видам што вели Божиот збор за однесувањето на татко ми, ќе се запазеше себе си од многу проблеми. Вика дека царуваше во Израел само 2 години. 2 години бидејќи се повреди и бидејќи се надеваше на идолите, Бог му рече ќе умреш од таа повреда. Дали Бог ќе го заштитеше ако само во него веруваш и немаше да падне, не знам. Ама не верувам дека дека имаше смртна последица од таа повреда. Бог му рече бидејќи се посоветува со тој лажен Бог, со Велзевул, ќе умреш. И некој пат верувам дека Бог ни кажува, не станува збор секој пат во животот, не секоја криза е смртна криза, нели, со смртни последици, ама некогаш кога ние се наоѓаме во одредена криза, кога имаме одреден проблем и кога се обидуваме да си го решиме со други начини, јас верувам дека Бог ни вели, поради својата милост ќе ти остане. Се додека не научиш како да дојдеш кај мене и да зависиш од мене. Се додека не научиш да бараш помош од мене. Се додека бараш помош од други места, ќе ти остане. Кога ќе се понизиш, кога ќе се покаеш, верувам дека Бог ќе делува. И во денешен контекст, претпоставам дека за повеќето од вас го немате сосема истиот, или јас го немам сосема истиот проблем, како Охозија, таткото или мајката те учат да одиш по туги богови. Иако, например, еве, ќе ви кажам сведоштво од мојот живот. Кога бев мал и кога моите беа она што можеме да речеме номинални верници, кога се исповеда христијанска вера, ама врска нема што учи христијанството, јас знам дека барем една се сеќам, можеби 2 пати, дека кога имало некаков проблем со мене здравствен, моите ме носеле на бајач. Мислејќи дека носејќи ме на бајач, дека они ќе ми го решат проблемот. Тоа тие те носат кај слуга на сатаната, да ти го решат проблемот. Мислам, нема врска, тогаш не знаеле. Ама тоа го направиле. Фала на Господ, меѓу време поверуваа, се покаја за тие нивни гревови. И јас денеска имам поинакво наследство тоа што на почетокот го оставиле, го промениле со тек на време. Ја денеска кога Јаков има проблем некаков, не го носам на бајач, носам при Господа во молитва. Не ќе го носам кај слуга на сатаната, ќе го носам кај Господ, за он да му помогне. Значи, повторно, има некои моменти од нашето детство или од начинот на кој што сме растени, па не само детство, и кога си возрастна личност, луѓе кои што ти влијаеле. Идејата е нема да бидеш како Охозија, едноставно само да си продолжиш по таа патека, туку седни, размисли што ме научија. Тоа што е добро, продолжи го. Ама ако во контекст на писмото има нешто што не е добро, сечи го уште на време. Сечи го уште на време. Значи, некои родители не викаат оди ти по други богови или еви оли по бајачи за да ти биде подобро, ама некој пат родителот на своето дете ќе му даде цигара или ќе му покаже пример дека со цигара е добро да пушиш цигари, бидејќи едноставно те смирува цигарата, едноставно ти е подобро, едноставно те релаксира и добро е. Нема да го кажем можеби со зборови, ама со дела ќе покаже дека знаеш што, кога си нервозен, земи го ова и ќе ти биде подобро.
Некој пат ќе биде со алкохол. Знаеш што, кога си нервозен или кога ти е тешко, кога имаш некаква болка, како се речат болки? Напи се и заборави на тоа и тоа е тоа. Може би нема родител да го каже повторно тоа со зборови, ама со делото ќе го поучи своето дете. Или пријател, со делото ќе те поучи дека ова е патот. Вака ќе ти биде добро. Охози од мајка му и татко му научи дека како ќе ти биде добро? Ќе се распрашуваш. Ќе се распрашуваш со Господ, со Велзевул, со Ашера, со Вал. Ќе си ги прашаш сите и ќе си го најдеш ти чарето. Некој пат родителот може би го учи детето на агресија, дека кога има проблем, агресијата е решението. Или нервозата е решението. Или стресот е решението. Многу други работи. Верувам дека сваќате што сакам да кажам. Ние имаме одговорност во светло на Светото писмо. Сето на што сме научени да го преиспитаме. Сето на кое што луѓето не научиле да го преиспитаме. Во Новиот Завет се вели држете се за доброто, ама клонете се настрана од злото. И тоа се однесува на се. Не се однесува само на некои лажни учења во црквата, иако и за тоа. Верувам дека првично значи за тоа, ама и не само за тоа што не учи светот. Ке речеш, абе некој апла, некој греф, некој видлив, нема шанси јас тоа да го правам. Има некој пат некои суптилни гревови кои што некој пат може би е тешко да ги препознаеш. Некои суптилни начини на однесување кои што ќе речеш, ама добро, таков си беше он по табиет. Или таков си беше по карактер. Знаеш што, татко ми беше избувлив по карактер. Во ред, тоа е негова работа. Дали ќе бидеш ти? Дали ќе му дозволиш на Христос да го менува, да го обликува тој карактер, или ќе речеш, такви сме си ние во семејството, малце сме по... Чекај се, ќе живееш во контекст на твоето земно семејство или во контекст на твоето небесно, Божјо семејство? Тоа е прашањето. Ќе се однесува согласно примерот кој што ти го дале, ќе речам првично, ќе речам, пошто верувам дека многу влијаат родителите, или пак во контекст на твојот небесен родител, небесниот татко. И начинот на кој што овие работи можеме да ги... И сакам да нагласам тука на друга работа, пред да продолжам со тоа. Верувам дека го кажав претходно и ќе го кажам сега. Не се што сме научиле дома е погрешно. Да не бидам сватен така. Верувам дека дома има многу работи кои што сме ги научили биле добри и треба слободно да си продолжиме по тој пат. Мене ми размисли само дали има нешто кое што е спротивно на Божјата волја и кое што веќе е присутно во твојот живот. Некој пат има некои работи кои што се спротивни на Божјата волја, дома се практикували, ти викаш, јас бегам подалеку од тоа. Не ни ти е проблем. Викаш, ја такво духовно наследство не прифаќам. Не ми треба тоа. Во ред. И само така треба да направиме. Во однос на било што сме го научиле, кое што е спротивно на Божјата волја. И сите овие примери кои што ги спомнав, кои што ги учиме од другите, првично од родители, од пријатели, од луѓе кои што ни влијаеле, сите овие трчања по пороци, по свој начин на решавање проблеми, по стресови, по нервози, јас да си ја решам ситуацијата, да не се посоветувам со Господ, туку јас да најдам чаре, сите тие работи се консултации со Велзевул. Не знам дали сме свесни или не. Ама кога човек ќе тргне да решава некаква ситуација, која што знаеш дека Божјиот збор може ти даде мудрост, која што знаеш дека Бог може ти да даде решение, ама ти сепак си тераш по свое, ти уствари всушност одиш да се консултира со Велзевул. Кажи. Кога човек ќе земе некаков порок да се реши проблем, се консултира со Велзевул. Кога човек се обидува со своја мудрост, со човечки емоции да решава одредени ситуации и кризи и потреби, не одиш дека Господ се советува со Велзевул. И најдобриот начин на кој што можеме, првиот чекор би рекол, кој што можеме да се ослободиме од тоа проклетство од тоа проклетство да се советува со Велзевул, и да знаеме што Бог има кажано во неговиот збор и однесувањето на луѓето кои што ни влијаеле да го толкуваме во светло на оваа книга. Со почит и со љубов кон тие кои што ни влијаеле и за добро, може би за лошо. Ама, речам, окей, јас дома видов дека, пример сега, јас сум сега човек во брак, јас дома видов дека
Од моите родители брак е 3 точки. Ова. И може ли тоа да го видам во Светото писмо, тоа однесување да го оправдам според Светото писмо? Во некој аспект, не викам дека во се е лошо, ако во некој аспект тоа што дома сум го видел, што значи да бидеш во брак, ако во некој аспект тоа се противи нова, јас ќе речам доброто од моите родители го земам, ама тоа што гледам дека е спротивно на Светото писмо, не го прифаќам. Нема да дозволам тоа да биде и моето сведоштво. Нема да дозволам. Ќе поставам повисок стандард, односно нема да поставам, ќе го следам стандардот кој што Христос веќе го поставил. И знаете, јас ако духовното наследство го споредиме со еден ковчег кој што е во кој што има различни работи. Не знаеме, ама ти дал некој, еве ти гој ковчег е за тебе. Светото писмо е како светло кој што кога ќе го отвориш тој ковчег, ти помага да видиш што има во него. И во тој ковчег верувам дека има вредни предмети, можеби ќе има пајажени и пајаци кои што ќе треба да ги исчистиш, да ги тргнеш надвор. Во тој ковчег можеби ќе има предмети кои што немаат никаква вредност, се скапани, се регјосани. Светото писмо ти помага да видиш што има таму и да знаеш што треба да се ослободиш. И токму до таков пример доаѓаме сега за уште еден цар, чиј што живот е запишан во втора книга Цареви. И овој цар владееше во јужното царство, нели, северното беше Израел, јужното беше Јудеја. Во Јудеја владееше еден човек по име Јошија. И за неговиот живот, за него читаме во втора книга Цареви, глава 22. Јошија поради смртта на неговиот татко Амон мораше да биде прогласен за цар уште на 8 години. Значи, за да мислете, дете од второ оделение треба да царува, треба да биде цар на царство. И за Јошија, за татко му прво, во второ Цареви глава 21 стихови 20 и 21 пишува вака. Татко му на Јошија вика: и тој го правеше она што не беше угодно пред очите на Господ. Како што го правеше тоа татко му Манасија, одеше токму по истиот пат по кој одеше татко му, им служеше на идолите на кои им служеше татко му и им се поклонуваше. И 22 стих вика: тој го остави Господ Бог на неговите предци и не одеше по патот Господов. Тоа беше татко му на Јошија. Ама за Јошија во следната глава, 22 глава, 2 стих, вика вака: тој го правеше она што беше правилно пред очите на Господ. Во се одеше по патот на неговиот предок Давид и не се отклонуваше ни десно, ни лево. Значи имаме татко кој што служеше на идоли, на богови. Имаше татко за кој што авторот вели се тргна од Господовиот пат. Имаме син кој што вика он па го правеше тоа што е правилно во Господовите очи. Таткото Амон остави катастрофално духовно наследство, ама синот одлучи да не го прифати тоа наследство. Знаете, исто така и со материјалното. Некој може да ти остави наследство и ти речеш: јас се откажувам од тоа наследство. Не ми треба. Тоа е тоа што Јошија го направи. Татко му остави духовно наследство и рече: мене тоа не ми треба. Јас ќе одам по поинаков пат. И кој беше клучниот фактор за Јошија да не оди по патот на татко му, туку да си одбере свој пат? Во 22 глава, таа што читавме пред малку, во стихови 8 до 10, вика вака: и му кажа првосвештеникот Хелкија на писарот Сафан: јас ја најдов во домот Господов книгата на законот. И Хелкија му ја подаде книгата на Сафан и тој ја читаше. Дојде писарот Сафан кај царот и му донесе на царот одговор велејки: твоите слуги го зедоа среброто најдено во домот и го предадоа во рацете на распоредниците, поставени кај домот Господов. Писарот Сафан му соопшти уште на царот и рече:
Една книга ми даде свештеникот Хелкија и Сафан ја читаше пред царот. Го наоѓаат свитокот од Мојсеевиот закон во Божиот храм, свештеникот му ја дава на писарот, писарот го зема тој свиток, го чита тој свиток и му вика на царот: царе, најдовме книгата и мора да ја дадам. И кога писарот почна да му чита на царот што пишува Господовиот закон, 11 стих вика: кога царот ги чу зборовите од книгата на законот, ја раскина облеката своја. И понатаму, ако ги читате стиховите, ќе видите дека царот всушност спаќа дека се што татко му, дедо му, прадедо му правеле во царството било погрешно, и одеднаш он повикува на национално покаяние, го повикува целиот народ на покаяние и воведува такви реформи што буквално го руши сето тоа од религиозна гледна точка, сето тоа што и татко му, и дедо му, и прадедо му, и прапрадедо му го граделе. Зошто? Бидејќи он погледна кон духовното наследство на неговиот татко и на неговите предци, свати дека тоа е погрешно. И со Господова помош одлучи да воведе реформи. Со Господова помош Јошија рече: сведоштвото на татко ми нема да биде и мое сведоштво. Патот кој што татко ми го трасирал нема да биде и мој пат. Па ќе кажам, јас верувам дека барем во одредени аспекти Амон го учел Јошија на добри работи. Може да му рекол: треба сине да бидеш вреден, предпоставам сега. Дали е лош пример? Не е лош пример, не е лоша поука. Ама генерално гледано, тој свати дека татко му имал деструктивни начини на однесување, кои што штетно влијале и на татко му, и на нивното семејство, и на целото царство. И он рекол: знаеш што, нема тоа да бидам јас. Во тие и тие аспекти, во кои што татко ми правил погрешно, нема тоа да бидам јас. И може би повикот не ги пишува тие конкретни зборови, ама се што Јошија направи, ја пренесува таа порака. И може би повикот за нас денеска е да преиспитаме кој се ни влијал во животот, дали ни влијал за добро или за лошо. Тоа што е добро повторно го прифаќаме, ама за тоа што било лошо, тоа што било погрешно, било да е родител, било да е сопруг, било да е сопруга, било да е, пак речам, баба, дедо, кој да ти влијал во животот, преиспитај го сечие влијание во твојот живот. Во светло на Светото Писмо. И ако има нешто кое што е погрешно, ако има нешто за кое што другите ти викат: абе, знаеш што, во ова наликуваш на. Најблиските знаат да ни го кажат тоа. Иси како мајка ти, татко ти, така натаму. И ако некој ти каже такво нешто, јас би ти рекол барем за момент, немој да дигаш тите да речеш: не сум таков јас, да се браниш одма. Туку рече: Господе, го слушнав ова, и ова некоја, верувам дека е добронамерна критика, дали е тоа стварно така? Покажи ми. И Господ ќе ти покаже. И ако стварно е тоа така, рече: Господе, не сакам да бидам ваков. Сакам да го променам тоа однесување. Ама начинот на кој што ќе може да препознаеме во голема мера е преку добро познавање на Светото Писмо. Кога Јошија воведе сериозни реформи во својот живот и во целото царство јудејско, кога му го прочита Господовиот закон, кога му го прочита Господовиот збор и свати: тоа што го читам тука и тоа што го гледам тука се две различни работи. И затоа ќе направам промени за мојот живот, животот на моето семејство, животот или моето влијание да биде послично на ова, отколку да биде послично на нешто друго што ми е оставено. И затоа им кажува на Јошија, повикува на национално покаяние, го повикува целиот народ на покаяние. Се што неговите татко му, неговиот дедо, прадедо, се што неговите предци изградиле како идоли, вика, сите идоли во тоа време во Јудеја, тоа му беше како, знаете, денес како политичари наши ќе дојдат на власт, барем ветуваат или предадат на власт, кога ќе дојдеме ние на власт, со ова ќе се справиме. Нашите 3 чекори има за справување, да речеме, со корупцијата. И тие 3 чекори ни до втор не стигнале, ама нема врска, битно се 3 или 5, како и да е.
Јошија кога дојде и кога ги свати овие работи, он рече: јас ќе се справам со идолопоклонството во Израел, во Јудеја. Тоа му беше топ приоритет. Прво тоа, па се останато. И секој идол, ако читате до 23 глава, секој идол, се што беше предмет, такви работи, богови кои што беа изградени, се сруши во Јудеја. Не, знаете, Јошија можеше да го, татко му почина, Амон, и Јошија можеше да го прочита Господовиот закон, му го прочита и сепак сентиментално да речеше: абе, добар човек беше татко ми. Фин човек беше татко. И да си продолжи по неговиот пат. Особено знам дека е особено тешко за во него случај родител кој што починал, така. Ама тука, барем за момент, треба да ги исклучиме малце чувствата за момент и реално да погледнеме што е тоа што го имаме примено и реално да видиме дали се противи на Божиот збор. И читајќи го Господовиот збор, Јошија свати каде е проблемот. И кога свати каде е проблемот, он одлучи со Господова сила, со Божја сила, тоа да не биде неговото сведоштво. И затоа имаме разлика помеѓу описот на татко му, Амон, и описот на Јошија. Затоа имаме Јошија го правеше тоа што беше угодно во Божите очи. Зошто? Бидејќи одлучи да се води според Божиот збор. И тоа е исто како во денешен контекст. Например, некој да е растен во семејство каде што имало насилство и да рече: јас сум Христов следбеник. Во моето семејство нема да се решаваат проблемите со насилство. Тоа е промената. И јас, Јошија, видел дека татко му правил вака, и он вика: јас ќе следам Господовиот пат и јас нема да го правам тоа. Или, например, како човек кој што е растен во семејство кај што имало прељуба и да рече: знаеш што, заради Христос, бидејќи јас сум Христов следбеник, јас нема тој пат да го следам. Зошто? Бидејќи Христос ме повикува на поинаков стандард. Или, мислам дека за некој е релевантно човек да е растен во семејство каде што се практикувал силен комунистички атеизам и да речеш: јас поради Христос ќе ги учам моите деца на Божиот пат. Или, например, уште еден. Тоа исто како човек да е растен во семејство каде што гревот бил толериран и ти да речеш: јас во моето семејство, јас кога ќе даде Господ во семејство или во било кој контекст да имам влијание, нема да го толерирам гревот. Зошто? Бидејќи знам што се направи во моето семејство и јас нема да го направам тоа. Тоа исто како човек кој што растел во семејство кај што одењето во црква не било приоритет. Ама ќе рече: заради Христос јас и сите на кои што можам да им влијам, јас ќе ги потикнувам да знаат дека недела е ден за да го поминеш со Божиот народ. Тоа исто како човек да е растен во семејство кај што таткото си заминал и оставил мајката и децата и он да рече: заради Христос мене заминувањето нема да ми биде опција. Заради Христос моето наследство нема да биде тоа како што сум го примил. Христос ни ги нуди тие можности. Христос ни ја нуди таа сила. Заради крстот на Христос ние не сме осудени да ги повторуваме гревовите и грешките и погрешните одлуки на нашите родители. Не смееме да си дозволиме за христијанството да зборуваме само во еден ден убаво ќе ни биде на небото, ќе бидеме во рајот. Не, Христос и тука менува. Христос и тука носи промена. Христос и тука сака да живееме согласно неговата волја. Правејќи го сето тоа, ако одлучиме да речеме: ова го научив, ама јас педам по овој пат, ние всушност со Божјата сила кажуваме стоп. Кажуваме доста е на тоа што ни било дадено како наследство. Јас познавам конкретно, ќе ви спомнам еден пример, еден пријател кој што кога растел како дете, он ми го кажуваше, он не го знам од дете, ама кога растел како дете, татко му многу лошо се однесувал кон него. И што и да правил, он никој пат не бил доволно добар за татко му.
Значи, колку да се трудел и во школа, и во спорт, и во сте, и да е, татко му секој пат од високо гледал и секој пат за него бил, татко му го гледал детето како глупо е, како не го бива. Сега, Господ кога му даде деца, да видите како се однесува со неговите деца, значи нема допирна точка тоа што татко му го правил и тоа што тој го, како се однесува тој кон неговите деца. Значи, сосема спротивно од тоа. И кога ќе видам, мене ми е за охрабрување, се викам, овој човек одлучи да раскрсти со тоа лошо и негативно духовно наследство кое што го добил од татко му. Наместо да живее во контекст на наследството од татко му, духовното наследство од татко му, од земниот, он живее во контекст на духовното наследство од небесниот татко. И знаете, кога зборуваме за духовно наследство од библиска гледна точка, можеби во суштина се сведува на тоа. Дали ќе живееме во светло на духовното наследство кое што ни го даваат луѓето, или во светло на духовното наследство кое што ни го дава Бог. А во Новиот Завет имаме неколку стихови кои што зборуваат за наследство. Например, во Ефесијаните 1 глава 18 стих читаме: за да увидите во што се состои надежта на повиканите од него, колкаво е богатството на славата од наследството негово во светиите. Колосјаните 1 глава 12 стих. Благодарејќи му на Бога и Отецот, кој не направи способни да учествуваме во наследството на светиите во светлината. Во 1 Петрово глава 1 стих 4 апостолот Петар вели: добивме наследство што не пропаѓа, чисто, кое не свенува, запазено на небесата за вас. Има уште неколку стихови за наследство во Новиот Завет, во суштина се однесува на небесното царство. Дека оние кои веруваат во Христос, оние кои веруваат во неговата смрт и воскресение, оние кои го следат Христос, тие се наследници или сонаследници на Божјото царство со Христос. И сега некој ќе рече, ама чега се, каква врска има тоа со сегашноста? Божјото царство, ако гледате теолошки, библиски гледано, има, ако може да кажеме, две димензии. Една е идната, дека ќе биде целосно воспоставено и ќе го наследиме, а друга е сегашната. Идната е, да, ние ќе го наследиме, сегашната е дека уште од сега си ти дел од тоа царство. Само ден ќе го наследиш целосно. И затоа реков, не можеме христијанската вера да сведиме само на таму и тогаш, леле колку ќе ни биде супер. Туку има влијание на сега и тука. И во суштина Божјо царство е Божјо владење. И ако Бог владее во твоето срце, значи Божјото царство уште од сега ти е реалност. Божјото царство уште од сега е твоето наследство. И дел од тоа Божјо царство се Божите ветувања кои што се дадени во Светото писмо. И тие ветувања се оние кои што ако ги следиме, ако ги прифатиме со вера, ќе го минуваат нашиот живот тука. Тоа наследство кое што Бог ни го дава преку вера во неговиот Син Исус Христос не е само за еден ден, туку и за тука. И можеме да се одлучиме да живееме во контекст на тоа наследство, наспротив во контекст на наследството лошо кое што некои луѓе не го оставиле. Ама тоа е одлука. Тоа е одлука. Ама добро е да знаеме дека наследството на верникот не е само некоја идна реалност, туку и сегашна и моментална реалност. И ако и дозволиме на таа реалност, на тие Божји ветувања, ако дозволиме на Божјата сила да не менува, ние малку по малку ќе се чистиме од секое лошо духовно наследство кое што некој пат може би свесно, некој пат може би несвесно сме го прифатиле. А наследство или го прифаќаш или го одбиваш. Како тоа што го добиваме од луѓето, така и тоа што го добиваме од Бог. Бидејќи христијанската вера не учи на спасение и не учи на осветување. Спасение го добиваш и еден ден целосно ќе го искусиш, ама осветувањето се однесува за тука, додека си тука. И делото и процес на осветување е чистење на работи кои што се прилепуваат. Знаете, кога отидеш некаде надвор или си се испотил или си работил нешто и работи се прилепува под таа нечистотија, одиш, се тушираш и ти си веќе чист. И тоа е
осветувањето. Ќе се прилипе некоја работа, ако видиш дека нешто има на тебе, бараш од Господ да те освети, бараш од Господ да ти помогне да се бориш со тие гревови, со тие слабости. И прашањето на кое што верувам дека е корисно да размислиме е какво е духовното наследство кое што тебе ти е оставено. Од најближните. Не зборам сега тука само за родители, неколку пати напоменав, не се однесува само на родители. Родител, брат, сестра, сопруг, сопруга, пријател, може би некој ќе биде брат, сестра од црквата, може би ќе биде водач од црквата. Какво е духовното наследство кое што тебе ти е оставено? Доброто, прифати го, продолжи во него. Ама верувам дека има и лошо. И ова го зборам првично за мене го зборувам. И за мојот контекст размислувам. Не е само тебе ти оставиле нешто лошо. Мене ми имат оставено нешто лошо. Поентата е, верувам, со помош на Божиот збор, да го препознаеме што е тоа и да го направиме тоа што Јошија го направи. Ова нема да биде моето сведоштво. Ова е сведоштвото на татко ми и направил тоа, ама јас нема да го правам тоа. Јас ќе свртам нов лист. Со Божја помош. И поради Христовото откупително дело на крстот, ние не сме осудени да продолжиме во тоа што ни е дадено како погрешно духовно наследство. Поради Христовото дело на крстот, по Божја милост, ние може да живееме во светло на духовното наследство кое што небесниот татко ни го дава. А тоа е ова. Ова да биде реалност во нашите животи. Наместо отфрленост и да живееме во таа отфрленост, Бог ни дава прифаќање. Наместо робство, кое што може би сме го научиле и ни е покажано, свесно или несвесно како пример, Бог сака да живееме во слобода. Наместо нарушени односи, Бог сака да живееме во благосостојба. Наместо грев, Бог сака да живееме во праведност. Наместо огорченост, Бог ни дава сила да простиме. Ако огорченоста сме ја научиле од некој ближен, и тоа не простувам јас, Бог простувам, јас не простувам, Бог вели, прости. Зошто? Бидејќи тоа ти е духовното наследство кое што го имаш во Христос.